Со големи спортски успеси на турнири во земјава и во Европа, титулата спортист на Кочани за 2016 и годинава ја понесе каратистот Мартин Стојменов, член на карате клубот Партизан. Во организација на општина Кочани, Сојузот на спортови на општината и спортските новинари, синоќа во Кочани беа прогласени најуспешните спортисти на општината за минатата 2016 година. Стојменов задоволен што по пети пат е прогласен за најуспешен во спортот во Кочани. Ова за мене е пето признание од градот Кочани како најуспешен спортист на градот. Не случајно ја добивам оваа награда по пети пат. Минатите години, ова година имав освоено многу надпреварувања, многу медали, од кои беа неколку државни, балкански надпреварувања, меѓународни и европски медал. Работам со една одлична екипа. Моите тренери од карате клубот Партизан се тренери од светски ранг, кои несомнено го докажавме тоа и со големиот број на медали. Се надам дека така ќе продолжиме и ќе освоиме уште многу медали. За најуспешен млад надежен спортист е прогласен Ѓорги Петров од карате клубот Партизан. Ова мислам дека ќе биде мојот потек за да пратам да редам успеси во каратето и благодарам на општината што ми го даде ова признание. Значи според ми беше на почетокот на годината, учествував на надпреварот во Хрватска, кој настапува околу 2000 надпреварувачи и земав трето место. За најуспешна екипа беше прогласена екипата на карате клубот Партизан од Кочани. Оливер Коцев пак од истата екипа е најуспешен тренер. Карате клубот Партизан од Кочани изминатата година имаше доста големи успеси, учествувавме на многобројни турнири како во Република Македонија, така и надвор од неа. Освоивме негде над 80 медали во сите возрастни категории. Најзначајни се медалите што ги освоја нашите надпреварувачи на балканските правенства, значи сребро и бронза во Србија и во Босна и Херцеговина. Исто така морам да напоменам дека и оваа година ја почнавме добро со освоени второ и трето место на најсилниот меѓународен турнир што се одржува на овие простори на Кроација Опен. За спортски личности на годината беа прогласени Борис Попѓоргиев и Лоранс Марков од спортскиот клуб Москито за нивното освојување на врвот Монблан и Тошо Антов, член на планинарското спортско друштво Осогово, за неговиот подвиг искачување на највисокиот врв во Европа Елбрус. На Лазар Балдазаров од градскиот фудбалски клуб Осогово му беше доделено признание за посебни достигнувања во фудбалот, а признание доби и Ѓорги Тодосиев, спортски работник од Кочани, за авторството на книгата посветена на гимнастиката во Кочани.